Што се може да продадете на пазар 3? Во нашите домови постојат предмети кои што секојдневно ги употребуваме, но исто така постојат и предмети кои што воопшто не ги употребуваме и само собираат прашина во нашите домови, а може да се каже дека веќе сме заборавиле дека ги имаме. Сите тие имаат вредност и може да бидат продадени на пазар 3. Вашиот шпоред кој одамна не го употребувате, вашиот фриждер кој што сте го замениле со нов, вашиот телевизор, мебел, мали куински апарати, мобилен телефон, возила, делови и опрема за возила, домашни миленичиња, да пронајдете работа или да понудите работа. Кога е најдобро да продавате? Кога продавате, многу важно е да знаете во кој период од годината треба да продавате. Голем дел од предметите кои се продаваат имаат своја сезона во која истите се користат. Не се обидувајте да ги продадете вашите скии за време на летниот период. Најпрво, никој не би ги користел, а и би добиле многу пониска цена, за разлика од цената која што би ја добиле доколку ги продадете во текот на зимата. Како да ја поставите вистинската цена? Цената која ја поставувате во огласот треба да биде вистинска, реална цена која купувачите ќе бидат подготвени да ја платат, а вие да ја добиете во замена за предметот кој го продавате. Кога ја поставувате цената во вашиот оглас, треба да имате во предвид неколку фактори. И тоа, актуелната пазарна цена. Проверете колку чини да се купи истиот предмет на пазарот денес. Состојбата во која се наоѓа предметот. Доколку е неоштетен и целосно во функција, може да го продадете до цена блиску до актуелната пазарна цена. Конкуренцијата е нареден фактор кој што ја диктира цената. Колку повеќе огласувачи го продаваат истиот предмет, толку е пониска цената која што купувачите ќе бидат подготвени да ја платат. Понатаму, се зависи од заинтересираноста на купувачите. Доколку добивате многу малку повици, проверете, може би сте поставиле премногу висока цена. И за крај, не обидувајте се да го продадете вашиот LCD телевизор за повеќе од 25.000 денари, затоа што купувачите би купиле сосема нов за истите пари. Како да креирате оглас кој ќе го привлече вниманието на купувачите? Поставете се на местото на купувачите. Дали би погледнале оглас кој што нема фотографија и би бил само со наслов се продава? За да креирате оглас кој што ќе го привлече вниманието на купувачите, огласот треба да има фотографија од предметот кој што го продавате, затоа што на тој начин кај купувачите веднаш би постоела замисла како истиот предмет би изгледал во нивните домови. Описот на предметот треба да биде точен и краток. Во неколку кратки реченици обидете се да дадете повеќе детали за предметот кој што го продавате. На тој начин би го заштедиле вашето време и времето на купувачите. Со добро креиран оглас, објавен во вистинско време, имате брза продажба по најдобри цени. Имате нешто да продадете?